ВМРО-ДПМН смета дека односите со соседна Бугарија треба да се унапредуваат и продлабочуваат на секое поле. Овие односи треба да се градат според основниот принцип на меѓународното право, кој вели дека државите се еднакви во односите помеѓу себе, бидејќи во нив стапуваат како рамноправни субјекти без разлика на нивната големина. За жал, договорот за добрососедство, кој што го преговараше владата на Заев, а го ратификуваше мнозинството предводено од СДСМ, не е соодветна основа за натамошно зближување базирано на заемна почит. Договорот за добрососедство со Бугарија можеше и мораше да биде подобар во неколку сегменти. Помалку важно е дали лошиот договор кој што е постигнат е резултат на неспособноста на преговарачите, на некаков притисок или на желба за додворување. Поважно е тоа што неговата примена ќе значи промена на историјата на земјата. Договорот кој СДСМ го направи со Република Бугарија е целосно асиметричен и на штета на Република Македонија. Во овој договор Република Македонија се обврзува на нелогични и потценувачки одстапки, додека Бугарија нема никакви обврски. Со овој договор власта и дава отворена можност на Бугарија да може да ја блокира државата во било кој дел од нашите проговори со Европската Унија, доколку истата оцени дека Македонија не исполнила одреден дел од договорот. Какви ќе бидат барањата од бугарска страна, за жал во моментов никој не знае. Ова е минирање на позициите на сопствената држава и легален инструмент за кочење на Македонија подарен од Заев на Република Бугарија. Од тука гледаме дека Заев воопшто не се ни обидел да склучи поволен договор за сопствената држава. Договори од ваков тип не се случуваат под еуфорија на моменталните политички констелации, бидејќи тоа е погубно за државата. Социјалдемократскиот сојуз со овој договор го деградира македонскиот јазик и истиот се согласува во меѓусебниот договор да биде ословуван како јазикот според Уставот. Заев го менува јазикот кој е кодифициран повеќе од 70 години. Власта дополнително се откажи од македонското малцинство во Бугарија, за кое според согласно член 49 од Уставот на државата има обврска да се грижи. Македонската посебност како народ сериозно се разнишува со овој договор, преку формирање на комисии кои ќе споречуваат политички предлози за измени во учебниците кои потоа треба истите да се реализираат. Неизвестно е според која научна методологија ќе се ревидира историјата на Република Македонија. Повторуваме, ревизија исклучиво на македонската историја, што значи и ревизија на се она за што се бореле нашите предци. ВМРО-ДПМН смета дека продлабочувањето на односите со Бугарија треба да се базира на економијата и технолошкиот прогрес како што тоа се прави во современиот свет, наместо негирање и потценување. Во заемните односи имаме потреба од конструктивност и градење на доверба. Прашања? Секако. Дали ВМРО-ДПМН се потребува за Жан Моне процесот во Париж, дали се чести за некои представници на ВМРО-ДПМН, особено пратениците, и вашиот став околу законот за двојазичност? Околу законот за двојазичност ВМРО-ДПМН има јасен став дека законот е спротивно со Уставот на Република Македонија и дека ќе треба Уставниот суд во иднина би требало или му е обврска да се произнесе за истиот, а додека за првото прашање околу Жан Моне и некаков наводен настап се уште ниту се разговарало, ниту се одлучувало по тоа прашање. Ние вносили дека имаше дека принесе иницијатива до Уставниот суд доколку законот повторно се врати и уместо повторно се изгласи. Дали е тоа одличен став или ваш став на партијата? Ставот на партијата е дека законот кој е донесен во собранието, кој се однесува на законот за јазици, е во спротивност со Уставот на Република Македонија. Уставниот суд има обврска да постапува по сите представки кои се поднесени до него без разлика кои тие представки ги има поднесени.